Тимот на Робо Москитос од Едукативниот центар STEM роботика од Кочани ќе представува Македонија на светското првенство во роботика, што ќе се одржи од 7 до 9 јуни во Масачусетс, Соединетите Американски држави. Екипата е составена од ученици од Кочани и Виница, кои се редовни членови на Едукативниот центар во Кочани. Нашите представници беа најдобри во сите 4 категории на 6-тиот државен надпревар по роботика, што во февруари се одржа во Штип. Надпреварувањето во Соединетите Американски држави ќе биде под закрила на Обединетите нации, а нашиот град по трет пат ќе биде учесник на светското првенство по роботика во рамки на First Lego лигата. Тимот што ќе патува од Македонија се состои од 8 ученика или 8 надпреварувачи кои што ќе се надпреваруваат во официјалниот дел, тоа се 6 момчиња и 2 девојчиња и уште двајца ученици веќе кои што имаат и надминато годините да можат да се надпреваруваат, туку веќе прераснуваат во ментори, а и тоа и целта и ние ја пратиме она светскиот тренд. Оној кој што ќе влезе еднаш во ФЛЛ лигата останува до крајот на животот и живее на начин со помош на ФЛЛ. Значи прераснуваат во прекрасни ментори и се надеваме дека оваа мисија која што ја започнавме пред некои 6 години ќе ја продолжат они да ја водат понатаму. Вие сте запознаени целата јавност дека нашиот едукативен центар и STEM роботика Кочани и тимот Робо Москитос победи на државното првенство кое што се одржа во Штип во конкуренција од 12 тима од нашата држава. Ние бевме први и со тоа добивме покана да учествуваме на отвореното светско првенство кое ќе се одржи во Масачусетс, Соединетите Американски држави. Оваа година ќе има рекорден број на тимови кои што ќе учествуваат на ова светско првенство, значи веќе се потврдени 108 тима од 68 држави кои што ќе се надпреваруваат во ФЛЛ Challenge лигата и уште 70 тима има во ФЛЛ Explorer и имаме околу 60 тима кои што ќе бидат во оние големите роботи во фрст надпреварувањето или вкупно ќе има повеќе од 50.000 деца од целиот свет на самиот ова надпревар. Голема чест ни представува на нас како едукативен центар, па и како град да можеме уште еднаш достојно да ја представиме нашата држава на ова меѓународно надпреварување. Пред се голема благодарност до спонзорите кои што оваа година имавме стварно сериозни фирми кои што застанаа за нас и мислам дека веќе ќе надминеме онаа бариера околу проблемот со парите собирање секоја година. Мислам дека веќе почнат и самите фирми да го наоѓаат интересот во децата, да знаат каде треба да ги инвестираат нивните пари за реклама, а секако и да покажат нивната општествена одговорност која што ја имаат како компании во нашата држава. Сакам јавно да се заблагодарам на еден од најголемите спонзори кои и најголемите поддржувачи на самите нас оваа година, тоа е Тапмак, компанијата од Пробиштип и генералниот директор Петар Верчко, без кој што ова не знам дали можевме целосно да го изреализираме како финансиска рамка. Исто така голема благодарност и до родителите на децата прво која што ја дадоа до вербата на нашиот едукативен центар да овие деца можат да раснат со овој едукативен центар и со ова STEM учење
и секако на крај покажавме резултати, докажавме дека можеме кога сакаме да стигнеме и таму каде што треба да сме или во светски рамки, да се надпреваруваме со врсници и ученици од целиот свет и ние достојно да се представиме. Се надеваме дека ќе се вратиме со кренати глави, горди за се она кое што ќе го сработиме таму. Јас сум Боријан Тасев, во тимот сум веќе скоро 5 години. Чувството е многу добро, бидејќи победивме на државно ниво и сега, како што знаете, ќе одиме во Америка да се надпреваруваме таму со многу повеќе држави и ние сме многу среќни што имаме шанса да ја репрезентираме нашата држава во Америка. Според мене, мислам дека можеме многу добро да направиме, бидејќи се подготвивме многу убаво и мислам дека можеме да успееме. Најсилната страна според мене е проектот. Јас сум Филип Христов, веќе во тимот сум 5 години и тоа ми е чест. Целта ни е да освоиме некое место во Америка. Исто така, многу сум горд на тоа што ќе представуваме Македонија. Љубовта почнува уште мал, бидејќи уште мал ме привлекува информатиката и програмирањето. После тоа одлучив да се придружам на тимот Trovo Mosquitos. И натаму во животот ќе продолжам со програмирањето. Јас сум Татјана Верчко. Со роботика се интересирам уште од мала. Мене ме поттикна тато. Имам 3 години одено на роботика во Штип. Не е дотолку тешко. Прва година сум во овој тим и сум многу среќна дека одеме за Америка. Јас сум Љубиша Митев и јас сум дел од тимот Trovo Mosquitos и веќе моето искуство е, може да се каже, 3 години. И ова нема да ми биде прв надпревар што ќе учествувам. Ние учествувавме заедно како тим и претходната година, но ова може да се каже дека е како поголем дел од мојот живот што ќе го памтам и дека сум многу возбуден за ова што дека прв пат ќе одам во Америка и дека таму ќе имаме голема конкуренција и ќе можеме да го покажеме сето наше знаење што го стекнавме низ овие месеци. Ние научивме многу работи со тек на претходните надпреварувања. Уште како мал ме интересираат компјутери и јас сакав да научам нешто ново за програмирање и затоа што нашиот свет, како што доаѓа со годините, се движи се повеќе по технологијата и јас сакав да научам нешто ново за роботите, за технологијата и да стекнам нови знаења. Овде прва година се учев како да програмирам и учев сите особини на роботот. Втората година се припремав и одевме на надпревар. Тоа ни беше прва година, не бевме многу искусни, но оваа година со нашето претходно искуство успеавме да постигнеме поголем успех. Јас сум Андре Дамјанов и сум дел од тимот Trovo Mosquitos веќе 4 до 5 години. И ми е многу голема чест и задоволство да ја представам нашата земја на светско првенство во Америка. Јас мислам дека ние можеме да успееме и да освоиме некое место на светското првенство. Јас сум Слави Орданов, дел од тимот Trovo Mosquitos. После надпревар што се одржа во Штип, со месеци се трудивме
да го навежбаме и проектот и самиот RoboGame и многу ми е чест што ќе одиме сега за Америка, што ќе се надпреваруваме таму. За прв пат и јас и сите други мислам дека на толку далеко место ќе се надпреваруваме. Мислам дека ќе биде супер и не е трема, или тоа е возбуден. Возбуден сум што ќе одам на прво во Америка, никој пат не сум по толку далеко. Се надам дека може да се пласираме на поголемо место, затоа што со месеци го вежбавме ова и RoboGame-от и проектот и мислам дека ако сега го направиме точно ќе биде совршено и на крајот ќе постигнеме некое добро место. Јас сум Григорија Фудулски, во тимот сум од 2018. Прво се заинтересирав, нели, како мала сакав да работам со лего коцки и братучетка ми ме како напрегна на тоа. И затоа, нели, мајка ми како ми понуди, јас од тогаш кренав. Прв пат бевме на надпревар 2023, ова ни е втор пат да се надпреваруваме и ова година беме многу успешни, нели, затоа ќе ме држам. Се надеваме дека на надпреварот ќе бидеме успешни како што беме и во Штип и дека нема да имаме трема на надпревар пред се. Јас сум Брамен Тасев, веќе 5 години сум член од RoboMosquitos тимот од Кочани. Многу сум среќен и со задоволство ќе ја представиме Македонија во Америка. Таму се очекува да има голема конкуренција со 108 тима од повеќе држави низ цел свет. Јас мислам дека ние доволно се подготвивме за да освоиме некое место. Јас сум Матеј Нунов и веќе 6 години сум дел од оваа екипа. До сега 3 пати си имам пласирано на светско првенство, а само еднаш имам учествувано. Тоа беше лани во Мароко. Бидејќи ги надминав годините за учество на овој надпревар, јас преминав во ментор заедно со уште едно дете од овој тим кој се вика Иван Донев и заедно ние ова година ќе бидеме ментори и ќе помагаме на децата кои што ќе учествуваат на светското првенство кој ќе се одржи во Ворчестер во Соединетите Американски држави. Впечатоците за разлика од овде кај нас во Мароко беа многу подобри. Имаше 64 тима. Сега има многу големи очекувања за ова првенство кое претходи, бидејќи таму ќе има скоро па дупло надпреварувачки тима. Во врска со првенството кое лани бевме во Мароко, таму се пласиравме на 15-то место и сметам дека тоа беше еден доста голем успех, бидејќи во конкуренција со држави што се Франција и Германија и Јапонија, ние успеавме да се избориме во некоја четвртина. Позициите од претходните надпревари некоја драстична разлика нема, туку разликата е секоја година ова надпреварување има тема по која што треба да изработуваат и да работат учениците. Овогодишната тема е Masterpiece. Темата нашите ученици во оваа тема изработија еден прекрасен проект кој што сакам оните сами да ви го представат. Ова надпреварување знаете дека се состои во 4 категории, да кажеме. Едната категорија е изработка на иновативен проект, потоа втората категорија е core values или основни вредности. Тука спаѓаат учениците да ги покажат своите ораторски способности, да ги покажат тимската работа, да видат, да кажат што значи ефелел учењето, што и помага во животот, што има помогнато во нивниот развој досега. Потоа третиот дел е робот дизајнот и учениците треба да изработат еден робот, да го издизајнираат сами. Тука е доброто во ова надпреварување
тие изработки на иновативниот проект и на роботот и на се она кое што работат не е да можеш да го прочиташ од некоја книга или да го видиш и да го исконструираш според некои си инструкции, туку се она морат самите ученици да ја покажат нивната креативност и изработка. И четвртиот дел кој што е најинтересен да кажеме според учениците, тоа е роботската игра или играта со роботи, каде што оној робот кој што го кажа пред малку, кој што го изработуваат учениците со помош на него, треба да соберат колку што може повеќе поени и повеќе мисии, затоа ќе ви кажат они повеќе. Нашиот иновативен проект се вика DigiSkate. Во DigiSkate има скейтборд парк во кој луѓето може да ги преминуваат препреките, а најдобрите ќе бидат имитувани на видеобим и исто така ќе има и најдобри временски. Во овој парк ние направивме исто така и сензори, во кои сензори ќе ги снимат движењата на корисникот и со помош на тие сензори ќе го направиме ово во холограм. Со помош на холограмот корисниците кои првпат доаѓаат во паркот ќе биде многу полесно да ги научат почетните работи за скейтбордингот. Исто така во овој скейт парк има кабина во која ќе има неколку копчиња и секој копче ќе има различен левел на потешкотија. Ако си нов, ќе кликнеш на првото и ќе ти ги покаже како да ги правиш почетните работи. Идејата на овој парк е така што децата пробуваме да ги тргнеме од компјутерските игри и да ги насочиме кон физичките игри. Еден дел од овој натпревар се состои роботската игра. За таа роботска игра на нас ни е потребен робот. Ние го конструиравме нашиот робот, кој се вика Александар Македонски. Тој има форма на коцка и има рамни ѕидови за да може да се поравнува со страните на полето. Нашиот робот се состои од два large мотори и два medium мотори. Од сензори користиме color сензори и жиросензор кој е во склоп на самиот робот. Преносот од medium моторите го имаме донесено на горната страна на роботот со помош на зупченици и имаме конструирано свои атачменти кои многу лесно можат да се постават на горниот дел на роботот. Програмирањето го вршиме во програмата Spike, која е програмирање во Scratch. Спрема да го вземеш.